почна да функционира веб-платформата за нарачка на здрава храна. Ова е само дел од проектот на тимот од 5 средношколки од трета година при училиштето Јанез Сандански, со кој победија на надпреварот на Фондот за иновации и технолошки развој. Целта им е да се развие мине ресторан за подготовка и продажба на здрава храна како социјално предпријатие, вели ученичката Верица Ахтарова. Целта беше решавање одреден социјален проблем. Конкретно во нашиот случај тоа е недостиг на здрава храна, односно непостоење место за подготовка и продажба на здрава храна во Струмица, но бидејќи тоа е глобален проблем, ние не можеме да го решиме на глобално ниво и затоа се фокусиравме, односно се локализиравме во нашето училиште. Освен Ахтарова, во проектот Биди зелен ти вклучени се и Ивана Трајкова, Лина Стојанова, Викторија Даниловска и Мија Јанева. Јанева објаснува дека на стартот од функционирањето на оваа социјално предпријатие, таргет ќе бидат средношколците кои се помалку консумираат здрава храна. Ние тргнавме од фактот дека наши директни корисници се средношколци. Најефикасен начин за меѓусебна поврзаност решивме да биде веб страната на која ќе може слободно корисникот да се порача преку опцијата порачај. Тимот, предводен од професорките Стаменка Џорлева и Македонка Манушева, истакнува дека проектот има социјална компонента во кој ќе бидат вклучени повеќе страни. Исто така треба да истакнеме дека наши добавувачи ќе бидат Средното општинско училиште Димитар Влахов и невладината организација Покров, како и семејствата од рурални средини, кои што сите ќе бидат произведувачи на органска храна. Екипата на Јанез Сандански од Струмица доби награда од 2000 евра за да го разработи целиот проект. Ние како училиште ќе направиме се да помогнеме и финансиски и во секој смисол и логистички за оваа идеја не само да се реализира, туку да биде пример и за сите останати училишта во државата. Иновативниот проект на средношколките на Јанез Сандански беше најдобар во конкуренција на 100 апликации од училиштата во Македонија.